Првите зборови на детето се едни од највозбудливите моменти за секој родител. Но што кога тие зборови доцнат или воопшто не доаѓаат? Токму тогаш се јавува потребата од рана интервенција, процес кој може да направи огромна разлика во развојот на детето. Рана интервенција представува навремена стручна поддршка на деца со потешкоти во говорот или јазикот. Таа започнува веднаш штом ќе се забележат некои од знаците и вклучува работа на логопед заедно со родителите. Важно е да се напомене дека колку порано логопедот се вклучи во развојот на детето, толку навремено може да се насочи развојот во вистинска насока. Истражувањата покажуваат дека колку порано започне третманот, толку е поголема можноста детето успешно да ги надмине потешкотиите. Најважно е развојот на говорот на детето и јазикот започнува уште од најрана возраст, преку баблингот. Тогаш мозокот е најподготвен и најпластичен за учење. Логопедската интервенција вклучува процеси, односно развој на разбирање, говор, комуникација, социјални и когнитивни вештини. Се со цел детето да напредува уште од најрана возраст и да се извади од него максимумот уште од најрана возраст. Некои деца не го следат погледот на возрастните, не воспоставуваат контакт со очи или покажуваат ограничен интерес за комуникација. Во тие моменти, логопедот е првиот сојузник на родителот. Првите знаци се појавуваат уште од најрана возраст, ако дете до 18 месеци не воспоставува контакт со очи, не се врти на сопственото име кога ќе биде повикано, нема баблинг, односно гугање, не се јавуваат тие први слогови, односно зборови со значење од неговата средина потесно семејство, членовите на потесното семејство, треба да се побара логопедска помош, односно поддршка. Ако ова состојба продолжи и по втората година, односно детето не сврзува 2 до 3 зборчиња во реченица, тешко му е да одговори на едноставни прашања, треба да се побара помош од логопед. Важно е да се нагласи дека консултацијата со логопед не треба да представува загриженост, туку напротив унапредување во детскиот развој. Успехот на третманот кај детето не зависи само од стручноста на логопедот, туку и од вклученоста на родителите. Родителите се суштински чекор улога во цел овој процес. Тој триаголник меѓу логопедот, родителот и детето е клучен за успешен третман. Колку навремено и рутински се следат насоките и стратегиите зададени од логопедот во домашни услови, родителите доколку ги применуваат, тоа е клучот за ефективен и побрз напредок, односно резултати. Раната интервенција кај децата со говорно-јазични потешкотии е најдобрата превенција. Со правилна проценка, стручна поддршка и родителска вклученост, говорно-јазичните потешкотии можат значително да се ублажат или целосно да се надминат.